9 штипски училишта од Советот побараа согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици. Точно е дека 5 основни, 4 средни училишта побараа согласно законските прописи од Советот дозвола да формираат паралелки со помал број на ученици од законски утврдениот минимум. Колку паралелки ќе бидат редуцирани во овие училишта и колкав број на ученици оваа година има помалку? Бројот на ученици е релативно константен, но сепак е помало од она што било во минатото. Во моментот, значи, нема најава за редуцирање на бројот на паралелки. Сепак тоа е одлука на Советот. Советот е основач на училиштата и доколку Советот одлучи согласно барањата на училиштата, нема да имаме редуцирање на паралелки. Во кое училиште има најголемо намалување на ученици? Најголемо намалување имаме во гимназијата, најмал интересот таму. Тоа се должи на еден тренд кој што не е само во нашата општина, туку тренд кој што важи на ниво на цела држава. Учениците го избираат средното стручно последните години, значи најголемо намалување има во гимназиското образование. Дали помалиот број на паралелки ќе значи вишок на наставници и што со нив? Ова е едно прашање кое што зависи како го гледате, дали имаме вишок на наставници или не. Значи некој можеби смета дека имаме вишок на наставници, но поголемиот број на наставници, помалиот број на ученици може да значи и поголема можност за учениците да добијат подобар пристап до образование. Ниту еден наставник нема да го загуби своето работно место.